Сојузот на стопански комори на Македонија ги критикува добавувачите за нивното влијание на растот на цените на храната и бара проширени контроли врз нив. Анализите на Сојузот на стопански комори покажуваат дека супермаркетите работат со минимални профити, додека добавувачите имаат значително поголеми профитни маржи. Супермаркетите во просек остваруваат само 0,83% профит, додека добавувачите и производителите достигнуваат маржи од 4,32%, а некои над 13%. Сојузот на стопански комори бара поголема транспарентност во формирањето на цените и смета дека контролите треба да се проширени и на увозниците. Во меѓувреме, бојкотите на супермаркетите се шират, со пат на прометот во најголемите ланци. Домашните компании, особено оние поврзани со европската автомобилска индустрија, чувствуваат последици од кризата. Компанијата Аптив ќе ја напушти Македонија, а други компании веќе најавуваат намалување на бројот на вработени. Промените ќе зависат од индивидуалните состојби на секоја компанија, а во многу случаи се забележува намален обем на работа. Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвеститори, истакнува дека решенијата зависат од пазарот во Европа и конкретните производствени модели во Македонија. Европската автомобилска индустрија се обидува да се стабилизира преку преструктурирање, соочена со проблеми како намалената продажба и конкуренцијата од Кина. Во периодот јануари-декември 2024 година, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија изнесува 7,78 милиарди евра, што представува пат од 6,5% во однос на претходната година. Увозот е намален за 0,8%, со вкупна вредност од 11,06 милиарди евра, што доведува до трговски дефицит од 3,28 милиарди евра. Покриеноста на увозот со извоз изнесува 70,3%. Главните производи во извозот се катализатори за возила и делови за авиони и бродови, додека во увозот преовладуваат нафтени масла и платина. Најголеми трговски партнери на земјата се Германија, Велика Британија, Грција, Кина и Србија. Според податоци на Евростат, Бугарија има најниска минимална плата во Европската унија, која изнесува 551 евро месечно. Сепак, Бугарија, заедно со Романија, Литванија и Полска, бележи највисока стапка на зголемување на минималната плата во изминатите 10 години, со раст од повеќе од 10%. Во групата земји со минимална плата под 1000 евра месечно се и Хрватска, Грција, Малта, Естонија, Чешка, Словачка, Романија, Летонија и Унгарија. Најниски годишни стапки на раст на минималната плата се забележани во Франција и Малта. Во 2024 година, златото стана главно средство за безбедност во геополитичката неизвестност. Со глобален пораст на потрошувачката од 4.974 тони и вредност од 382 милиарди долари. Централните банки продолжуваат да собираат злато за трета година поред, со Полска, Турција и Индија кои водат со големи набавки. Инвестицијската активност, особено во Кина и Индија, исто така порасна, додека цената на златото достигна нов рекорд од 2280 фунти за троја унца. Во услови на економска нестабилност, златото сега се смета за сигурно пристаниште за инвеститорите. Британската централна банка ја намали основната каматна стапка за 0,25% поени на 4,5%, што е најниско ниво од јуни 2023 година. Истовремено, прогнозата за економскиот раст на Велика Британија за 2024 година беше намалена на 0,75%. Министерката за финансии го поздрави ова намалување како начин да се олеснат трошоците за живот и задолжувањето на компаниите. Гувернерот на банката најави внимателен пристап за дополнителни намалувања, следејќи ја состојбата во економијата и светот. Институтот ИФО предупредува дека планираните царини на Доналд Трамп за Канада, Мексико и Кина може да ја оштетат американската економија. Ако овие земји воведат контрамерки, американскиот извоз би можел да падне за 22%. Канада и Мексико ќе се соочат со сериозни последици за индустриското производство, додека Кина ќе има помалку негативни ефекти. Мексико и Канада се клучни трговски партнери на САД со учество од 30% во увозот и извозот. Трамп ги одложи царините за Мексико и Канада за 30 дена, но за Кина веќе се воведени царини од 10%. Шпанската влада го одобри предлогот за намалување на работната недела на 37,5 часа без намалување на платите, со цел да се зголеми продуктивноста и економската ефикасност. Предлогот, кој треба да биде одобрен од парламентот, се соочува со отпор од работодавачите и некои политички партии. Критичарите предупредуваат на зголемени трошоци за компаниите и можноста за инфлација, но Шпанија продолжува да има силен економски раст и ниска невработеност. Словачката гасна компанија SPP започна со увоз на руски газ преку гасоводот Турски тек на 1 февруари и очекува зголемување на испораките од април. Компанијата нема да го раскине договорот со Газпром кој важи до 2034 година. И покрај тоа што Украина не дозволи транзит на руски газ преку нејзина територија, Словачка се одлучи за нов гасоводен правец.
Власта предупредува на големи економски штети поради губењето на транзитот преку Украина, кој изнесува околу 500 милиони евра годишно. Аргентина ја објави својата одлука за повлекување од Светската здравствена организација, истакнувајќи несогласување со нејзината политика за време на пандемијата COVID-19. Председателот Хавиер Миел ја обвини Светската здравствена организација за неуспех при управувањето со здравствената криза и последичните економски катастрофи. Аргентинската влада тврди дека карантините, поддржани од Светската здравствена организација, ја парализирале економијата и предизвикале 130.000 смртни случаи. Потегот на Аргентина следи посличната одлука на Доналд Трамп во 2020 година. Милеј, новиот председател на Аргентина, активно се противеше на затворањата и нареди повлекување од организацијата, уверувајќи дека ова нема да влијае на националните здравствени услуги.